заради тоа што не постои човек што не сака да весла, тоа се договоривме во првото олимписко проучување, така става. Стен Полски е утро заедно со мене и ќе ни кажа, не знаев искрено дека постои вакво нешто, што значи справа за веслање, значи добро утро, и да кажеме што се бенефити. Ми рече дека ова е нешто што е многу потребувано веќе во светот, а го има во нашиот фитнес центар. Точно, значи добро утро на сите гледачи на утринска на Телма. Така наречената роу машина е вистински хит во фитнес индустријата. Таа првично беше наменета за професионалци, каде што временски услови кога не дозволуваат да вежбаат и тренираат аутдор, доаѓаат индор, точно. Меѓутоа, бидејќи навистина станува збор за машина која што носи огромни бенефити за човечкото тело генерално, стана достапна и во фитнес индустријата глобално. Ја користат многу кои што сака да ги зголемат своите способноста на издржливост, ендуранс делот, топење на масното, на вишокот на масти, зацврстување на целокупната мускулатура, да не биде феноменот дека веслање само за горниот дел, напротив, нозете се тие што исто така многу работат и генерално прави еден бенефит и стана справа која што влегува во така наречената група на базни кардиомашини, заедно како што може да се види со скил байкот и со скил милот. Така да функционира како некоја полигон кардиомашина, уште е позната во светот, која што навистина има преголеми придобивки. Станува збор за еден буквално реален приказ на сето она што се случува преку ова мало екранче кое што може да се види поставено на самата машина, ги дава сите основни параметри и дополнителни параметри каде што се поминато време кое што сте го поминале во вежбање, ритамот на 500 метри, значи типичен оној веслачки ритам кој што се мери на 500 метри, колку е вашиот пес на 500 метри, ватите во кои што работите, потрошените калории, како што е и левелот. Сега не ќе потрошиме подоцна, ова е само некој вовед. И има уште еден момент, тоа е така наречениот real feel, каде што дури отишле до онаму да може да се ги подесувате и правецот на ветрот, струјата на водата, за да добиете чувство дека вие сте веќе во аутдор. Каде после ќе весламе. Значи, всушност можеме овде да дојдеме и да си извесламе едно охридско или едно дујранско со, не знам, ваков ветер, таков ветер. Може да подесите буквално се, дури имавме Палестра направи предизвик Row Challenge, каде што беше накрстен извеслего Мавровско езеро. Да, тоа беше 5 километри во широчина, така имаше доста клиенти кои што направија навистина еден интересен момент со сите овие параметри кои што ви кажам, бенефитот е навистина високо. Те боли се после ова. Пак кажам, треба време, треба тренинг, меѓутоа навистина придобивките одат во една супер позитивна смисла. Справа која што за мене можам да кажам дека за сите оние кои што имаат проблеми со колена, со зглобови, кои што не може да употребуваат траки за трчање, па дури и елиптични машини, роу машината е вистинскиот и можеби единствен избор. И сега Стојан, колку треба, например, за некој што е почетник како јас, прв пат на ова справа? Индивидуално е, меѓутоа пак ќе кажам, обично кога се вметнува оваа справа во делот тренажен процес, без оглед дали станува за групна активност или индивидуален пристап према клиентот, обично е тоа од некои 5 до 10 минути почетни за да самото тело се научи да функционира на тоа движење, бидејќи претпоставувам дека 99% од луѓето кои што доаѓаат немаат веќе претходно искуство и првичната зошто е тоа така, значи да се почне како и за било што друго, чекор по чекор, е превенција на повреди. Затоа што лесно од неправилни движења, како што и претходно објасни како функционира, да се позиционира. Да, безбедноста е прва која што носи превенција од повреди и затоа се почнува навистина полека, чекор по чекор, за да може би веќе после 4 до 6 седмици вие може да веслате некои интервални тренинзи кои што се зададени на самите конзоли или самиот тренер ги програмира за вас и веќе да постигнете одреден ефект и да добиете детална представа на вистина што се случува и што помага во сега веднаш те замислувам како некој доаѓа, нели, бара да направи некаква програма, например, толе за него, како индивидуален тренинг, што би им рекле, да речеме, што со што да се комбинира? Или можеби оваа справа е доволна сама по себе? Или не сама може по себе, не, доволна е доколку има некој амбиција да се насочи во таа насока. Во тој дел на кајак на веслање, па обично тоа се луѓе кои што веќе можеби се натпреварувачки настроени, така натаму или се професионалци, така да они не ни бараат некоја поголема
помош, меѓутоа кога станува збор за клиенти, фитнес ентузијасти, рекреативци и така натаму, ја комбинираме како концепт кој што е всушност скил атлети концепт. Значи сите овие базни кои што ги кажувам ја, базни кардио машини, прават еден финален позитивен резултат и бенефит за целокупното тело и може да се стави на пример одреден акцент на роу, може да се стави одреден акцент на скил мил или на скил байк и уопште на останати вежби со собствена тежина, меѓутоа искрено јас не би ја препорачал само неа фиксно да се тренираме со стригно со неа, затоа што сепак клиентите сакаат некојаш повеќе забава, сакаат разноликост и затоа ја комбинираме како полигон вежба дополнително со комбинација со други справи. Дали знаат кајакарите кај нас дека постои ваква справа кај нас? Доаѓаат кај? Па има, значи доаѓаат дечки за челендж, дојдат дечки кои што навистина се добри веслачи, што значи автоматски знаат дека такво нешто постои. Меѓутоа генерално ја потребуваме во груп активити со скил атлетик часовите, како и за клиенти кои што работат со нашите тренери индивидуално. Да. Каде што сепак ја кажам, број 1 ја гледаме безбедноста, превенцијата на повреди, па трета точка е да кажам бенефитот од целото. Бидејќи повредите ни се примерни да ги оттргнеме како опција. Така е, да. И сега одиме на вежбање, што се има? Да видиме што запамти. Да. Значи на самата конзола има 7 основни вредности, како што се кажа вкупното време, потрошените калории, нивото на отпор кое што дава колку вати вие произведувате, ритамот на 500 метри и просечниот и ват момент и просечното време кое што сте го извадиле исто така на 500 метри во зависност од тоа временски колку сте поминали. Real Feel моментот конкретно на оваа конзола го нема, значи тоа е како дополнителна опрема и генерално кај нас мислам дека тоа и ретко кој би го употребувал затоа што тоа е веќе наменето навистина за врвен професионален олимписки спорт. Меѓутоа мене ми е во глава да се нарачи и би било добро да го имаме барем на една од нив, затоа што мислам дека би било супер бенефит. Значи, замисли ова да го имало во времето на еден Трајан, оној кој што живее сега на матка, го знаеш, оној најпознатиот наш светски шампион. Светски шампион. Во вакво нешто да имал. Имаме. Ние кајакот го носевме со воз до Вардар и така натаму, значи приказните се поинакви сега и може да се посакува барем да се направат некои добри резултати, така? Точно, секое време се носи своји позитивни и негативни работи. Навистина во тој аспект сега работите се многу подостапни за сите. Имаме навистина одлични кајакари и во поново времено и спортот кајак е навистина со традиција. Меѓутоа мислам дека ваквите моменти и сето она што тие го нудат би направиле навистина светски елитни кајакари, доколку би имало и претходно пред 20 години. 20-30 години. Ајде сега бујрум на вислање, Ајде, може. Како рековме? Прави нозе до крај, спушташ благо, враќаш назад. Значи прави нозе до крај, вака, спушташ. Излекуваш првин со нозе до крај, раменски дел. Одлично. Ете ја. Да видиме што произведуваш. Имаш до сега 50 вати, повлечи. Увлечи. Така. Ти претируј да не ти цркнам овде. Не? 20 за весла и просечни во минута. Одлично. И имаш до сега извеслано 50 метри. Одиме до километар? Нормално. Одлично. Ние одиме до километар, а ти ја знаеш да пееш? Ако се везаме до крај. Значи, како беше многу љубавно да веслам. Ја тебе ти е лесно на прво ниво сум ти ставил.